Малолетник завршил со тешки телесни повреди откако паднал додека работел на објект во изградба во Гостивар. Во полициската станица Гостивар вчера околу 12 часот било пријавено дека албански државјанин на возраст од нецели 17 години, кој работел на изградба на објект на улицата Гоце Делчев во Гостивар, од засега неутврдени причини паднал од тераса од висина од над 6 метри. Од паѓањето на бетонската површина албанскиот државјанин се здобил со тешки телесни повреди, бил пренесен во Гостиварската општа болница и по укажаната лекарска помош итно бил префрлен во комплексот клиники во Скопје. Извршен е комплетен увид и се утврдува причината за паѓањето, околностите во кои се случило и друго, соопшти секторот за внатрешни работи. Минатата година на поширокото гостиварско подрачје во СВР Тетово пријавени се вкупно 40 несреќи при работа. Една од нив завршила со смртни последици, со едно загинато лице, додека во вакви несреќи 18 лица лани се здобиле со тешки телесни повреди. Во првите 3 месеци од оваа година вкупниот број несреќи при работа на ова подрачје изнесува 14, во кои 4 лица завршиле со тешки телесни повреди. Најголемиот број од несреќите се случиле при изведување на градежни активности, најчесто како резултат на човечко невнимание или некористење на соодветна заштитна опрема, односно непридржување кон пропишаните критериуми и стандарди за заштита при работа, наведува полицијата. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера вечер околу 22 часот на локалниот пат што ги поврзува тетовските села Горно Седларце и Синичане запреле патничко возило Opel Corsa со гостиварски регистарски ознаки, што го управувал 31 годишниот ЈЕ од Голема Речица, а во кое се наоѓал и 38 годишниот тетовец ТХ. При нивен преглед пронајдена е марихуана која тетовецот се обидел да ја фрли, информира полицијата. Двете лица биле лишени од слобода и задржани во полициската станица Тетово за целосно расчистување на случајот. Вчера вечер околу 19 часот на шумски пат за тетовското село Доброште, патрола од полициската станица за граничен надзор Рогачево забележала джип со тетовски регистарски ознаки, управуван од 61 годишниот АА од Доброште. Нададениот знак джипот не застанал и продолжил со движење. Потоа свртел и се упатил кон полициските службеници, кои веднаш се тргнале настрана за да не бидат удрени и притоа испукале предупредувачки куршум во воздух. Возилото сепак продолжило да се движи со голема брзина и било пронајдено нешто подоцна натоварено со дрва и моторна пила. Лицето кое го возело било лишено од слобода и задржано во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Во организација на Сојузот на борци од Тетово денес беа одбележани 76 години од погубувањето на првоборецот Илјан Тески Смок. На денешен ден тој бил обесен во тиранскиот затвор, откако претходно бил заробен во Новосело од балистите, а потоа во Тирана осуден на смрт. Илјо и припаѓа на онаа плејада борци од НОБ и антифашистичката војна, кој несебично се жртвуваше за национална слобода на Македонија. Роден е на 25 јули 1919 година во Тетово, во сиромашно печалбарско семејство. Основното училиште и гимназија завршува во родниот град, а потоа се запишал на правниот факултет во Белград. Поради немање на доволно финансиски средства, продолжува да студира како вонреден студент на истиот факултет. Член е на Комунистичката партија на Југославија од 1941 година. Рано се вклучува во народно-ослободителната борба. Во редовите на Мавровско-Гостиварскиот партизански одред Кораб е од негово формирање, а од септември 1942 година е и негов прв комесар. Во средината, каде што живеел, бил познат како дружелюбив, почитуван, искрен, особено поради неговата сериозност и честност.
со своите интелектуални способности кај партизанските кадри, борците и населението, особено од Мавровскиот крај, се представил како високо морална личност со големи човечки квалитети. Животот му беше кус, но мощен значаен период, исполнет со настани, сложени задачи и активности. Во април 1943 година, во борбата на вториот партизански одред Кораб, кај ново село Гостиварско, во неравноправна борба со балистичките квислишки формации, предводени од Джемо Хаса, е заробен со уште 12 своји соборци. По невидена тортура и мачење бил предаден на италијанските окупаторски сили и одведен во тиранскиот затвор и набрзо осуден на смрт на 15 мај со бесење заедно со уште 5 негови соборци. На денешен ден, на 17 мај 1943 година, заедно со уште 5 негови соборци е обесен. Во текот на револуционерната борба се истакнува со невидена храброст. Храброст е искажал и при заробувањето, кога и покрај измасувањето во ниту еден момент не побарал милост. Посебна храброст покажал при судењето и бесењето, кога постојано и гордо ја извикнувал паролата "Смрт на фашизмот, слобода на народот". Дури и чинот на бесење го извршил сам, кога му била ставена јамката околу вратот, со нозете го турнал столчето од бесилката, без да му дозволи на непријателот да го стори тој срамен чин. Младиот Илјо Антески Смок загина на 24 години и немаше можност и среќа да ја дочека и почувствува слободата во која толку многу веруваше. По повод годишнината од смртта, цвеќе пред спомен обележието на Илјо Антески Смок во тетовската населба Два Бреста. Денес положија делегации на локалната самоуправа, општинската организација на Сојузот на борци од Тетово, Сојузот на борци од Гостивар, Општинската организација на СДСМ Тетово, Сдруженијето за култура и уметност Илјо Антески Смок, Сдруженијето Македонски херои 2001, Националната установа Центар за култура Илјо Антески Смок и Сдруженијето на Срби и Македонци Кут Бранко Чајка. На годинешното одбележување присуствуваа и ученици од основните училишта Андреа Савески Чичиш и Гоце Делчев од Тетово. Проблемот за кој што сакам да зборувам се однесува на едукација и воспитување на децата, на новите генерации. Всушност, не грижата за децата покажува едно немање на иднина на нашата држава. Кога мислам за едукација, кога зборувам за едукација, мислам на повеќе сегменти. Не само на образовните програми, на лектирите, кои што знаеме дека исто така не се соодветни за возраста на децата, тежината на материјалот, начинот на кој што се работи во училиштата, дека немаат доволна едукација преку игра и така натаму. Дека списокот на лектири се уште не е она што навистина би требало да биде. Но повеќе мислам не толку на тој сегмент наставно образовен, туку на еден сегмент на немање на стратегија да се инвестира во едукација на децата преку забава. Секаде во развиените земји, особено да речеме во скандинавските земји, државата одвојува огромни средства за развој на ТВ програми за деца. Се финансираат многу повеќе публикации за деца, анимирани програми, радио програми, емисии во живо, интернет ресурси за деца. И сето тоа е поддржано од државата. Кај нас токму тие сегменти се на најниското ниво. Не постои стратегија ниту за нивно финансирање, ниту за начинот на нивно креирање, да тие бидат примерени за возраста на децата, да бидат доволно атрактивни за денешните деца, да бидат доволно забавни, доволно интерактивни, да има нешто што би можело да ги привлече и да ги задржи, а воедно да им ја пренесе онаа порака за вистинските вредности која што сакаме секогаш да ја пренесеме при едукација.
Затоа мислам дека токму овој проблем е нешто што мора многу итно да го решиме. Да воспоставиме сериозна стратегија за враќање на детската програма, пред се во националната телевизија, потоа и да се финансираат и други детски програми на конкурсите на Филмскиот фонд, на конкурсите за издаваштво на Министерството за култура, да има поголем фокус на литературата за деца и илустрацијата, да се прави разлика дека секоја книга за деца, особено на деца до 7-8 годишна возраст, треба да биде добро илустрирана, да изгледа добро, да биде квалитетно испечатена, да се направат онлайн ресурси кои што би биле достапни за децата, едукативни. И ако се почне од таму, потоа ќе се оди на сите оние други програми кои што недостасуваат. Времето денес беше променливо облачно со сончеви периоди. Температурите се движеа во интервал од 5 до 18 степени Целзиусови. Утре не очекува сончево и топло време со мала до умерена облачност и со умерен јужен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 7 до 23 степени Целзиусови.